Ерсин. Бетул? Што бараш ти тука? Мислам, добро си направила, ама... Мислам со тоа што си дојдена на свадбата на бившиот Ерсин, маж... сакам една услуга од тебе. Бога ми, денес сум расположен. Што и да побараш ке направам? Кажи. Може ли ова писмо да му го дадеш на Джим? Зошто ти не му го дадеш? Бидејќи така мора да биде, ќе му го дадеш или не му го даваш? Добро де, немој веднаш да се лутиш. Некога ќе имаш прилика. Денес треба да му го дадеш. Човекот вечерва се жени. Што е тоа толку важно во тоа писмо? Што те интересира тебе тоа, Ерсин? Добро, шефе, немој да се лутиш. Ќе средиме се. Ова не ти го запоравам. Јас ова не можам да го направам. Ако има внатре нешто непотребно, Джебил ќе ме убие. На Фејас ќе му го дадам. Па тој нека му ја мисли. Фејас? Да. Ми го обрача. Што е ова? Бетул го донесе. Си требал на Джемил да му го дадеш. Луд да не се ти? Јас ли сум требал да го дадам? Да. Да човекот на својата свадба ќе му даваме писмо од бившата жена ли? После ќе му го дадем. Јас така помислив, ама да не направиме нешто погрешно. Што ли пишува во него? Каде е Бетул? Си отиде. А ти ова го седа, нели? Да. Ерсин. Добро, ќе му најдеме некој чар. Ти ништо немој да му спомнеш на Джемил. Добро. Да ја нарно да речем. Господ те награди со среќата што ја заслужуваш. Детичке. Душа му. Да не си ми ја повредил, Ифет. Ако ја повредиш, ќе ти се закачам на вратот, да знаеш. Немојте да се грешите. Ифет е моја жена. Се ќе направам за да биде среќна. Тато. Од сега натаму нема да бидеш со наведната глава. Не грижи се, тато. Душо, душичке. Дede ти реков, ништо не може да биде пречка на вистинската љубов. Благодарение на тебе. Што вели пословицата? Тоа што синовите ќе растурат, татковците ги собираат. Не, само салата сакам. Што е ова, Емине? Во рестораните од втора класа има поубави јадење. Ви се извинувам, немав доволно време. Се обидувам се сама да постигнам. Одвај волку успевам. Тогаш качни на време, Емине, да најдеме уште еден човек. Извинете ме. Ворете, Емине, јас ке средам што треба. Ова не иде вака, дадо. Откако се замина Сајме, се почна да оди наопако овдека. Ти изгледа не си свесен во каква ситуација сме. Фабриката ни изгоре, ни прети банкрот. Постои можност да изгубиме се. А ти тука ми зборуваш дека ни треба друга помошничка? Добро, свесен сум за се. Ќе најдеме некој чар. А така ли, а како ќе најдеме? Баш ме интересира. Половина од акциите на Ариф му ги продадовме. А ако ги продадеме и останатите, фабриката ќе ја изгубиме.
И што и да сакаме друго да продадеме, вредноста на се е веќе намалена. Битул? Каде беше Керко? Каде отиде така без да се јавиш? Ама ја знам каде си била. Што бараш ти на таа свадба? Види вамо, не направи некој скандал, нели? Керко, кажи ма нешто. Немој да се секираш, мамо. Не останав повеќе од 10 минути. Младоженците не ме ни видоа. Па зошто отиде на таа свадба? За да се измачуваш? Не. Му оставив едно писмо на Джемил. Писмо ли? Какво писмо? Што напиша? Му напишав дека заедно со син ми ќе се заминам. Ето, зошто го лажеш човекот? Не ми е јасно каква намера имаш. Не лажам, мамо. Ако не се појави, навистина ќе заминеме. Сериозно. Господе, чувај ми го умот. Каде ќе одиме? Можно ли е такво нешто, вака одеднаш? Не може да се однесуваш како ќе ти текне. Мора да мислиш и на Мехмет. Затоа што мислам на Мехмет го правам ова. Джемил треба и со нас да се интересира малку, а не само да се интересира за Ифет. Слушај ти си обседната од љубомора. Изборуваш глупости. Глупаво или не, наместо од страна да ја гледам нивната среќа, побаво со син ми да заминам од овде. Керко, ти сакаш Джемил да трча по тебе. Всушност, бегаш со Мемет за човекот да пати по вас. Му се светиш. Тој воопшто не ме интересира, нека си пати. Ама дали вака ти и Мехмет ќе бидете среќни? Мама, очигледно е дека тука не ќе можеме да бидеме среќни. Ама ако се оцелиме во друго место, може би ќе имаме шанс. Зошто не танцувате, а? Ама се што зборуваш како да не знаеш. Джемил воопшто не ги сака овие работи. Ама ова не е нешто што зависи од тоа дали Джемил сака или не. Другар, види вака. Да знаеш дека најголем сон на секоја жена е да танцува со сопругот на својата свадба. Така ли? Така е? Не, тоа и не е толку важно. Ајде, вие продолжите да ме оговарате. Јас да го видам малку Феас. Ифет, кажи ми што правиш ти? Конците целосно си ги оставила во рацете на Джемил. Ти не го знаеш ли него? Јас толку многу се го сакам Джемил, што... И јас многу си го сакам Феас, ама не му ги исполнувам сите желби. Вакви се машко-женските односи. Немој вака да правиш. Навистина ли? Навистина. Не ми се верува дека го правиш ова. За тебе се можам да направам. Сакам вечерва да биде незаборавна, Ифет. Ама немој веднаш да се размилиш на мога.
hesabı birlikte verdik. Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı. Dünya malı zengin olsun, sen benim kadınım. Seni hastalığında, sağlığında da yanımda görmeliyim. Güneşin doğduğunu da, battığını da sen de izlemeliyim. Yanabilir saltanatlar, olsun yeniden yaparız. Biz de bu sevda sürdükçe, ölsek de yan yanayız. Толку си убава што. Молам, верувај ми, Ифет. Повеќе од тебе никого не можам да сакам. Ќе видиш, Ифет, се ќе биде како што треба. Те молам, верувај ми. Многу ќе заработувам за тебе. Ќе имаме една убава куќа. За убав медал. Mnogo te sakam, Mila. Şu her cai hayata bir kere geldik. Yedik, içtik, doyduk, kalktık, hesabı birlikte verdik. Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı. Dünya malı zenginin olsun, sen benim kadınım. Seni hastalığında, sağlığında da yanımda görmeliyim. Güneşin doğduğunu da, battığını da sen de izlemeliyim. Yanabilir saltanatlar, olsun yeniden yaparız. Biz de bu sevda sürdükçe, ölsek de yan yanayız. Seni hastalığımda, sağlığımda da yanımda görmeliyim. Güneşin doğduğunu da, battığını da senle izlemeliyim. Yanabilir saltanatlar, olsun yeniden yaparız. Biz de bu sevda sürdükçe, ölsek de yan yanayız. Ифет. Ифет. Добро утро. Каде си ти? Си заминала, сам си ме оставила. Ти спремив поедо, кајде станува? А што се брзаш ти толку? Денеска не планирам никаде да одам. Што знам? Си реков, може би ќе може да пешачиме покрај морето. Не успеавме да се шитаме рака за рака. Секогаш се замислував како после свадбата ќе се шитаме рака за рака. Вие жените само тоа го замислувате. Или како танцувате,
Или како за рака се држите и шетате. Ама се плашам дека ова нема да има крај. Добро, ти си знаеш. Ти само лежи. Дојди тука, ајде, се шегував. И онако со години се кришум се гледавме. Зар јас не сакам со мојата убава жена рака под рака да шетаме? А? Добро, ајде да поедуваме, па ќе излеземе. Ама не ти реков за денес. Можеме утре да одиме. Ако не задутре. Како сакаш ти? А што ќе правиме цел ден? И јас знам што ќе правам. Ти кажав дека многу ми недостасуваш. Сега за се ќе ти надокнадам. Ама варев чај сега. Куќата нека се запали ако сака. Што е ова? Кажи ми, Фејас. Писмо. Јас гледам дека е писмо. Чие е ова? Зошто не пишува некој име? Фејас, одговори ми те молам. Види тука, Фејас. Ако е тоа што предпоставувам, ќе те здробам. Серпил, како откалаш ги поставуваш прашањата. Не знам од каде да почнам да одговорам. Гревот ми го земаш. Кажи ми, од кого е ова писмо? Добро ќе ти кажам, се обидам да ги соберам мислите. Нели виде колку испив јас синоќа? Воопшто не се обидуве да се прибереш, бидејќи јас таа твоја глава ќе ја разнесам. Серпил, писмото е од Бетул. Задоволна ли си да се застрамиш од себе си? Од каде да знам дека од Бетул? Зошто Бетул тебе би ти дала писмо? Како успева да ти го даде? Дошла на свадбата, на Ерсин му го дала, овој смотаниот го зел, потоа мене ми го донесе. И еве ти го писмото. Кој знае што напишала? Кој знае што пишува? Затворено е, нели гледаш? Ако е нешто важно? Ако е нешто што треба Джемил веднаш да знае? А ако се работи за човечки живот? Ако ти малку претеруваш, а? Керко, и јас пакував нешто. Бетул, те молам, Керко, одмори се малку, цела ноќ не спиеше. Јас сум спремна. Можеме да си одиме. Керко, сигурна ли си? Немој да донесуваш одлуки на брзина. Сигурна сум, мам. Не сакам да ги видам ни Ифет, ни Джемил веќе. И ти биди убедена дека ова е најдоброто за сите нас. Добро, тогаш. Добро, ама каде ќе одиме? За почеток можеме кај тета, па после кај што Джемил не може да не најде. Добро, тогаш. Јас да викнам едно такси. Мамо, немој да викнеш од нашата фирма. Джемил веднаш би не нашол. Добро. Серпил, што правиш како дете си? Барем да ми ставиш еден чај. Што има лошо во тоа? Како и дај Джемил на тебе, и Ифет на мене ќе ни каже. Помеѓу нас нема тајни, само поради нивно добро, јас ќе го прочитам. Ама мене немој да ме мешаш. Ти слободно отвори си го писмото. Видим натре што пишува, ама мене не ме меша. Јас ја почитам приватноста на патот. Добро, душо, ти си знаеш. Аха. Еве се отвори. Што пишува? Бетул, јас не знам што да ти кажам. Кажи де што пишува, Серпил, ајде. Стануве, Фејас, одиме, ајде. Каде одиме? Стани веднаш. Серпил, те молам, кажи ми што пишува. Бетул заедно со Меме си одат. Ајде, тргнуве. Со Мехмет? Зошто чајот е горчлив? Боже, па кој знае зошто? Јас тебе ти реков дека чајот е спремна, ма ти ли ме слушаше? Така ли? Дојди тука да те видам малку. Ама Джемил. За сеќи ти надокнадам. Добар ден. Добар ден. Ајде повелете на појаток. Кој е? Погледни кој ни дојде. Што правите ви? Немојте да ни замерите, уште вчера имавте свадба, ама јас сакам да ви кажам нешто. Ајде, женска, не зборувајте глупости. Седнете на појадок, ајде. Вчера Бетул на Ерсин му оставила писмо за тебе. Заедно со Мехмет ќе оделе некаде далеко.
Што зборуваш сега? Леле, ќе полудам. Нема и нема. Дадо, како ќе излеземе на крај со ова? Единствен излез е да се договориме со некоја фирма што ќе произведува за нас. Не можеме да најдеме фирма која произведува квалитетно и е слободна. Ќе ја најдеме најдобрата да ни стои на располагање. Додека почне нашата фабрика да работи, ќе изгубиме многу време. Нема време за чекање. Ќе ги изгубиме сите клиенти. Немаме пари за таков договор, Дадо. Во моментов ни од банка не можеме кредит да подигнеме. Види, Дадо, мене нешто ми текна. Можеме од господин Ариф да побараме помош, како и да е тој акционер во фирмата. Сигурно не би сакал да банкротираме. Немој да бидеш толку сигурен. Мислам, треба да се обидем. Не сакам уште еднаш, ниту пред него, ниту пред Джемил да се омаловажувам. Мора да има некој друг начин да дојдеме до пари. Волам. Добро, нека влезе. Здраво, господине Ариф. Јас се викам Орхан. Дојдов како представник на другите вработени. Благодарам што ме примивте. Волам. Повели седни. Знаете, после пожарот во фабриката, сите отидовме на принуден одмор. Не се знае колку ќе потрае. Сигурен сум дека господин Дирек ќе ви даде некој објаснување. Не, господин Ариф, ние побаравме да се видиме, ама никој не погледна. Сигурно имаат голем број битки кои треба да ги извојат. Треба да ги извојат. Ама сигурно господја Дирек во најкратко време ќе се интересира и со вашите проблеми. Ние сме во лоша ситуација, Ариф, и онека работиме за ниски плати. Не сме во можност да чекаме. Ве сваќам. Вие бидете спокојни. Јас лично ќе се видам со господја Дирек и ќе го средам вашиот проблем. Господ да ве благослови. Нема зашто. Само треба да бидете стрпливи. Јас ќе ви известам за неколку дена, добро ли? Ви се заблагодарувам многу. Пријатно. Пријатно. Петул, отвори ја вратата. Джемил, смири се. Те молам, немој да ја притиска жената и онака поминува низ тежок период. Петул! Да не се отиде ни? Да му се не види. Каде може да оди? Добро, Бото, каде може да оди, веднаш ќе ја најдеме. Не може никаде да го носи син ми. Не може никаде да го носи, Бото. Сигурно е во близина некад. Да се одмори, ќе се врати брзо. Јас ќе одам ќе прашам тетка ми, може би таа ја видела. Ифет, што се случува, Кирко? Тето да не види денеска Бетул. Не ја видов. Каде ли се заминавати? Од сега ќе бидеме само ние тројцата, мила. Никој не ќе може да те растеш. Толку многу те сакам, душу. Кирко, веќе нема враќање. Сигурна си во ова, нели? Сигурно сум. Ајде тогаш. Господјо Дилек, господинот Ариф е дојден. Добре дојде. Искрено да ти кажам, не те очекував. Според тоа дека јас сум акционер во фабриката, нели е многу нормално да се видам со тебе. Секако. Повели седни. Благодарам.
Можам да претпоставам во каква ситуација се наоѓате после сето тоа што ви се случи, Дилек. Но, ако ми дозволиш, би сакал да ти помогнам. Нема да те лажам, ми изненадува твојата загриженост. Јас пак бев убедена дека ти и Джемил сакате да ни земете се што ние поседуваме. Погрешно си мислила. Јас со никого заедно не се обидов, од никого ништо да земам. Ама ти си ја доби заслужената лекција. Ти благодарам за лекцијата што ми одржа. Посебно пожарот беше за мене добра лекција. А кога ќе помислам, баш навреме се случи. Некако веднаш после тоа стана акционер. Разбирам што сакаш да ми кажеш. Навистина, ако вака размислуваш, тоа значи дека воопшто не си ме знаела. Нели е некако премногу случаен овој пожар? Секако ако не е твоја намерна освета. Штета. Голема штета. Јас тука дојдов за да ти помогнам. Ама луѓето секогаш мислат дека сите луѓе размислуваат како нив. Во тој случај, ако е така, ти како знаеш, снајди се, Дилек, господјо. Кажи, братче. Ерсин, знаеш ли каде е замината Бетул? Не, заминала ли некаде? Праша ги таксистите од станица. Дали викнала кола од таму? Не, братче, јас од Сабајле до пред малку бев во станица. Никој не побара такси. Не да му се не види. Полуде што се ожени со Ифет. Никогаш не се знае жена што може да направи. Всушност не се знае ја што ќе направам, Феас. Таа Бетул и онака не беше при себе, се гледаше. Ама и ова е претерано. Тама рековме дека се среди, сега ова не се случува. Така, да. Ама ова намерно го прави. Се само за да ве вознемири. Не би го тормозала бебето само за тоа. Ниједна мајка не би го направила тоа. Може би така постапува за да го заштити Мехмет. Со тоа што ќе го раздели од татко му? Од каде да знам, Серпил? Джемил за последно време не му посветуваше многу внимание. Може би Бетул помисли дека тоа вака ќе биде. Може би... Па и ние пребрзавме со свадбата ни. Што значи тоа? Дека не треба да се земете само затоа што Бетул не сака. Дадо, немој да зборуваш глупости. Што знам јас? Добро, сега што да правиме? Вака со врзани раце ли ќе седиме, а? Керко, како и да е ќе се врати. Може би имала потреба да остане сама. Ова е направено сето од нервоза. Сигурно ќе си ја свати грешката. Дај Боже. Инаку Джемил ќе се упропасти. Тој не би можел да прифати да не може да го гледа син му. Воопшто не ми е важно да го добијам случајот, ме разбираш ли? Една година помина, ти не знаеш каде е син ми. После му полесно ќе биде господин Джемил. Даден е налог за потерница. Кога ќе има обид да излезе надвор од државата, ние веднаш ќе... Што значи тоа? Треба да чекам на нејзина грешка? Секако дека нема. Ние од друга страна ќе продолжиме да ги бараме. Тешко е бидејќи излегуваат од државата. Всушност многу сме дојдени до крајот. Нашиот човек во Германија смета дека најкасно за еден месец ќе се среди. Немој да ми кажуваш приказни. Најди го син ми. Секако, господин. И не се појавувај без да го најдеш. Да знаеш дека Джемил доста е паднат во моите очи. Како е можно човек да не доаѓа на лекар со жена му? Уште колку имаш за пораѓање? Кога треба најповеќе да биде со тебе, господинот постојано измислува нешто. Јас да бев на твое место, веднаш би му се јавила и би посакала потитно да дојде тука. Абе, не дека има многу работа. Паметот ме постојано кај Мехмет, затоа заборавил. Инаку сигурно би дошол со мене на лекар. Многу голема причина. Значи, ве запоставува поради син. Скоро една година стана. Мора да превземеш нешто. Добро, ако Мехмет му е син, со тебе ќе има керка. Ова не оди вака. Ако ти не му се јавуваш, јас ќе се јавам. Серпил, немојте, молам. Особено немој денеска никако. Зошто? Денеска мој роден ден на Мехмет.
Бетул. Ние мислевме дека нема да издржи и дека многу брзо ќе се врати. Кој знае како е Мехмет? А замисли пак Джемил како се чувствува. 1 година не го видел син му. Ајде што не може да му го види лицето. Барем нека му се јави да му каже дека е добар, нели? Ама не. Душо, убедена сум дека Мехмет е добар. Лошата вест веднаш се слуша, да имаше нешто лошо, секи се знаеше. Јас секогаш се фантазирав, знаеш ли? Кога ќе се роди нашата ќерка и Мехмет ќе биде со нас. Сите заедно ќе се бидеме едно големо семејство. А изгледа нема да биде така. И Фет, те молам, не зборувај така. А што да каже Джемил за се тоа? Во право си. Се ќе си дојде на свое место. А и Мехмет ќе се врати. Се ќе биде во ред, така. Готова? Јас не сакам многу говори да држам, ама сакам да знаеш дека од тебе бев многу задоволна. И од твојата услуга. Ви благодарам, господјо Дилек. Многу ми е мило што ова го слушам од вас. Верувам дека за кратко време ние ќе се опоравиме. И еве уште сега ти најавувам дека би сакала повторно да работиш за нас. Со задоволство. Внимавајте на себе. И ти на себе. Дадо, спремна ли си? Не сум. Душава ме боли кога ќе помислам дека куќава ќе припаѓа на некој друг. Дадо, ти направи се што можеш. Да. За 1 цела година не успеав да покажам дека Ариф е виновен за пожарот. Ниту пак го спречив да ни собере се што имаме. Ништо не успеав да направам. Добро да, тие победија не изгуби. Се е завршено. Остави го веќе тој човек. Нема шанси. Додека сум жива нема да го оставам. И има да вратам се што сме изгубиле. Дадо, парите, куќата, колата, сето тоа не е важно. Додека сме ние заедно, на некој начин ќе бидеме срекни. Баш кога одиме во куќата на тато, каде што еднаш дојдовме од там. Можеме уште еднаш да дојдем. Ние 20-та ова заедно ќе го надминеме, нели? Да. И за кратко време ќе си се прибереме овде, нели? Ајде сега да одиме. Джемил, што ти е? Добре дојде, тато. Добро те најдов. Ги нема ли син Фејас? Не сакав да вознемирувам никого. Знаеш ли, никогаш не верував дека можеш да бидеш добар татко. Ама не сум бил право. Од тебе идна добар татко. Еве, 1 година си го бараш детето. Не успев да го најдам, син ми. Не требаше да дозволам да си оди од самиот почеток. Мислам дека од мене татко не бидува. Нема правило дека татковците се непогрешни. Погледи ме мене. Колку грешки направив.
Одозгора се беше за моите деца, за да видат тие поарни. Денес полни точно 1 годинка. Се би сторил за да можам да го видам неговото лице. Знам. Лесно е да се кажува, ама ти ки си го најдеш синот. Јас пораснав без татко. Цел живот ми недостасуваше, така го поминав цел живот. Секогаш ми недостасуваше на половина. Ама син ми нема да биде како мене. Нема да го дозволам тоа. Не можам да дозволам. Види, амо. Ти ќе си го најдеш син ти. Син ти нема да порасне без татко. Ама се додека не го најдеш, цврсто ќе се држиш. Ќе се држам. Колку и да ме боли, ќе се држам. Ќе издржам. Ајде сега стани. Да се одиме дома. Да те префрлам. Може би јас не успев да бидам добар татко. Ама изгледа успев да бидам добар син за тебе. Джемил, види вамо, немој да ме полудуваш мене. Што ти зборам јас 2 сати. Ти стана и добар татко и добар син. Ајде сега станувај да се одиме. Облечи јакната. Добре. Мојата Елиф. Ти се допаѓа ли ова? Само што ова и завршувам со подготовките. Сега кога сакаш можеш да си дојдеш на свет. И јас и татко ти сме многу љубопитни. Ајде дојди веќе еднаш. Дадо, да најдевме некоја кукна помошничка барем. Како ќе изчистиме оваа куќа? Како и сите други, повеќе не сме богати. Подобро би било полека да се навикнуваме на оваа ситуација. Барем да одиме надвор да јадеме, инаку ќе умреме од глад. Јас до сега се што сум сготвила добро излегло, ама ти никогаш не си пробал од моите јадења. Кога студирав, да знаеш колку убаво готвев. Кога студираше? Одамна имаш заборавено. Цел живот поминало од тогаш. А сега ќе се вреѓаме? Не, дадо, не ми е тоа намерата. Се обидувам да не полудам. Ова таму стави го, тоа таму стави го. Како да е голема куќа, зошто се донесо? Мене сите овие работи некако ми се важни и со сите сум врзана. Еве би ги ставила во магазин, ама нема да ги фрлам, да знаеш. Боже, види. Ова беше уникатно парче од Франција ми беше донесено. Добро. Добро, смири се. Како и да е само еден чајник. Да, ама се вака ми се излизга од рацете. Не знам што да правам. И не знам дали воопшто некогаш ќе биде како порано. Ајде, сине, влези. Добре дојде, тато, влегувај. Добро најдов, Керко. Ама ме чекаат јас да си одам. Ти како си? Добри сме. Господ добри ни да ви даде. Джемил, утре помине од уикендот. Ви спремив нешто за дома. Ете така. Благодарам, тато. Ајде, чувајте се.
Джемил... Јас верувам во тоа дека ќе се најде Мехмет. Сите веруваат, ама една година никој не може да го најде. Јас не успеав. Син ми полни една година, а јас не сум до него. Јас те сваќам за се, ама... Не ме сваќате. И ти не ме сваќаш. Една година го нема син ми, разбираш ли? Не твојот. Поради тоа немој да зборуваш. Никој не сакам да зборува. Прости ме, ќеркичке. Ете така, татко ти е виновен. Ама и тебе и мајка ти. Најмногу на цел свет ве сака. Прости ме, ќеркичке. Како ти знаеш за тоа? Бидејќи таа не може без татко и. Исто како и мајка и. Јас многу тешки времења поминав, Ифет. Ти и ќерка ми цело време бевте до мене. Успеавте да издржите со мене. Па и ти во 3 сабајле одеше да купиш лубеница за нас. Се раздолживме. Знам дека не те заслужувам, Ифет. Барем си свесен за тоа. Во текот на една година мојата љубов кон тебе многу порасна. Мислев дека нема да биде вака. Ама еве се случува. Секој ден се повеќе те сакам, миличка.